Заканите кои што ни беа упатени и за напади и за убиства на полициски службеници доколку продолжиме да го спроведуваме законот, и мислиме дека треба апсолутно сериозно да ги свати државата, затоа што секоја закана и секој напад врз полициски службеник мора единствено да се гледа како напад врз државата. Сметаме дека ако оваа појава, девијантна појава, сега поминеме така кроз неа, таа утре би се повторила и на други работници, и на суди, и на обвинители, и на новинари, и дека мора да има многу посериозни и поригорозни казни, дека извинувањето како извинување не е казна и не може да биде правда, и дека треба да има притвор за лицата и кривична постапка, како што тоа беше случај пред 2 години, кога граѓанин се закануваше на обвинителка во Прилеп на истиот начин и веднаш беше определен мерка притвор и веднаш беше започната кривична постапка. Дополнително, како дел од барањето, бараме државата да поработи на дополнителна превенција и заострување на казните предвидени во Законот за прекршоци против јавен ред и мир за омаловажување на државни органи, кои што сега се многу ниски, и сметаме дека треба да бидат вратени претходните казни од 1000 евра за навреда и омаловажување на државен службеник и државен орган, од причина што моменталните 50 евра сметаме дека не се доволни ниту за бакшиш за во кафана, а не па за омаловажување на државен службеник. Ова е протест не само за полицајците, туку за сите службени лица и за сите граѓани на Македонија. Поради тоа што ваквите навреди и ваквите заканија не смеат да се толерират никако. Казните мора да се зголемат, да бидат построги и парично, а и со затворски казни, кога би сакале да имаме правна држава. И не смееме за никој да има различни аршини, да биде за едни инаку, за други инаку. Сите граѓани мора да се еднакви пред законот и пред правдата.